студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Судскиот совет му го одзема имунитетот на судијата Ѓоко Ристов и побара на мерка куќен притвор за обезбедување на неговото присуство. Ивана Соколовиќ најдова во овие вести, завршили распитот, има ли одлука? Да, Маријан, пред малку е донесена одлука. Судот го прифати барањето на обвинителството и определен е куќен притвор за апелациониот судија Ѓоко Ристов и мерка на предпазливост, односно одземен е неговиот пасош. Според соопштението кое што го испратија пред малку од судот, стои дека судија на претходна постапка при основниот кривичен суд, постапувајќи по предлогот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, односно за определување на мерки за обезбедување присуство и мерки за предпазливост против Ѓоко Ристов, по произнесувањето на осомничениот и надлежниот јавен обвинител, донесено е решението со кое што се предлогот на ОЈО практично се прифаќа и се определуваат мерките куќен притвор и одземање на патна исправа и забрана за издавање нова. Со оглед на тоа дека осомничениот се товари за две кривични дела, перење пари и други приноси, како и противправно стекнување и прикривање имот. Апелациониот судија, судот пред одлучување предлогот на ОЈО го достави до надлежност на судскиот совет кој што одлучуваше, односно претходно му го одзема имунитетот на Ристов и донесена е одлука со која што, како што кажа веќе, прифатено е барањето на обвинителството. Инаку Ристов попладнево беше и во самото обвинителство, каде што пешки самиот дојде во судот на распред пред судијата. Да ги гледаме деталите во прилогот на колешката Тамара Дичовска. Судскиот совет едногласно му го одзема имунитетот на апелациониот судија Ѓоко Ристов. На итната седница присутните членови одлучија и да му се одобри мерката куќен притвор, побарање на судија на претходна постапка и обвинителството, и до завршување на кривичната постапка да не врши судиска функција. По неколку часа во обвинителството за гонење организиран криминал, каде што беше сослушан од обвинител, и му беа приложени доказите за кои обвинителството смета дека ги сторил кривичните дела против законско стекнување и прикривање имот, како и перење пари. Тој заедно со неговата сопруга и адвокатот пешки се упатија кон кривичниот суд. За него се бара куќен притвор и одземање на пасош. Откако полицијата при претрес во куќата на неговите родители пронајде 350.000 евра созидани во зид, денеска му поднесува и кривична пријава. Парите ги нашле откако по наредба од судот да извршат претрес во кујната на неговите родители. Полицијата забележала сомнителна корекција на зидните плочки, па откако отстраниле една плочка, пронашле дупка во која имало алуминиумски ролник, каде имало над 600 банкноти од по 500 евра и над 200 банкноти по 200 евра. ГР во својство на службено лице, судија во апелациониот суд Скопје, во временски период од 10.2.2020 до денес, спротивно на законската должност за пријавување на имотна состојба или нејзина промена, да лажни податоци за својот имот и имотот на неговото семејство, кој имот во големи размери ги надминува неговите законски приходи, стои во кривичната пријава. Претресот кај судијата Ристов е дел од пошироката истрага која се води за него што од декември, откако адвокатот Фехми Стафа беше фатен со обележани пари кои според обвинителството биле наменети за подкуп на апелационен судија, доколку укина притворот за неговиот клиент. Ристов е во апелација од 2020 година. Во неговата судиска кариера учествувал во повеќе крупни предмети, како таргет тврдина за незаконското масовно преслушкување, учествувал и во одлучувањето за укинување на притворот на Сашо Мијалков во предметот Трезор, како и за укинување на притворот на Драги Рашковски. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Анел Фидовски е избран за нов шеф на Скопското јавно обвинителство. Советот му даде доверба пред останатите 4 кандидати, меѓу кои најсилна конкуренција му беше досегашниот прв човек на ова обвинителство Гаврил Бубевски. Анел Фидовски е избран за нов шеф на Скопското јавно обвинителство. Начело на ОЈО Скопје застанува со поддршка од 7 гласови за од вкупно 11 членови на Советот на јавни обвинители. 2 гласаа воздржано, а против беа членовите Ермон Незири и Светлана Стојковиќ. 7 Анел Фидовски доби поддршката Советот и ние ќе го поддржиме до крај. Избраниот фактички во интервју покажа добри резултати и заради тоа некои членовите ценеше дека треба да му се даде шанса. За изборот на Фидовски гласаше и веде републичката обвинителка Анита Тополова Исајловска, но по завршување на седницата, таа одби да ја објасни својата одлука пред медиумите. Обвинителка,
Може не слушнавме внатре кој е вашиот став ни за ни против. Во трка за прв човек на скопското обвинителство беа 5 кандидати. Според дебатата во Советот, најсериозен против кандидат на Фидоски беше неговиот досегашен шеф Гаврил Бубевски, кој не доби поддршка за втор мандат, освои 5 гласови за. Иако бил единствен кој доставил програма за работа, за дел од членовите на Советот тој лошо менаџирал со скопското обвинителство. Не постапувал по кривични пријави од МВР, а обвинителството имало и заостанати предмети со мала ефикасност. За Фидоски пак членовите на Советот имаа пофални зборови. Бил обвинител со кредибилитет, имал визија за ефикасност, а можел да воспостави и подинамична работа во обвинителството. Фидоски досега беше дел од скопското јавно обвинителство. Во својот речиси 12 годишен работен стаж бил обвинител во случајот Тенковски делови, каде обвинет беше екс-премиерот Владо Бучковски. Ги гонеше убијците на Никола Саздовски, а го водеше и предметот за малата Тамара од Велес. Негов предмет е и случајот Усје по поднесена кривична пријава од поранешната градоначалничка на Скопје. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Почна подготовката на камерите за активирање на Safe City системот. Првата точка од поплавнево е влезот во Скопје кај Сарај. Од МВР најавуваат дека во следните денови до крајот на месецот ќе бидат проверувани и калибрирани сите камери кои се дел од системот. Побараат трпение од граѓаните доколку се соочат со застој во сообраќајот. А во петок се очекува законот за прекршоци неопходен да почне казнувањето да биде изгласан во собранието. Страна на Министерството за внатрешни работи и експертите кои го изготвиле законот, практично ни беше потврдено дека се работи во насока на спроведување на сите барања што ги поставивме. Доколку истите не се регулираат во практика, ќе иницираме измени и дополнувања на овој закон. Очекуваме во јасно зададените рокови законот за прекршоци да биде донесен во согласност со и координација со координаторите на сите пратенички групи кои што се во тек, а по однос на второто прашање и заштитата и начинот на чување на податоците и начинот на казнување е строго одреден согласно позитивните законски прописи во Република Македонија. Разлика од Safe City, ние стоиме на ставот дека истиот ова име, значи треба да се повлекува и од листата на кандидатите да се избира нов народен правобранител. Координаторот на ВМРО ДПМН се согласуваше, координаторот на ВЛЕН не се согласуваше. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во тема на денот дефинираше детали околу начинот на кој ќе работи безбеден град. Еве дел од разговорот што во целости го најдете на Сител.мк. Прво, ќе го добијат доказот, дали тоа ќе биде фотографија и така натаму, дали ќе биде замаглено или нема да биде замаглено. Добро, тоа не е веќе прецизирано, министра, затоа што за 10 дена треба да почне казнувањето. Каква ќе биде таа фотографија? Ќе се гледали дали носи појас, дали зборува на телефон, кој седи до него? Што ќе има на таа? Имаше вака доста шпекулации дали ќе се казнуваат и други прекршоци надвор од оние кои што ги имаме јавно кажано и досега дефинирано. Во рамки на проектот Safe City ќе се констатираат исклучиво тие 4 прекршоци. Односно, говориме за брзина над дозволеното, говориме за поминување на црвено, говориме за погрешно паркирање и запирање и говориме за нерегистрирано возило. Тие се тие прекршоци кои што значи независно што друго ќе се види на фотографијата, можеби некој ќе пуши пред со малолетното дете во возило, зборувам и за други законски. Видите, тие се тие прекршоци кои што рековме дека имате ли утврдено дали ќе бидат замаглени, незамаглени, што ќе има на овие фотографии? Ќе ви одговорам и на тоа прашање. Има доста вака интересни шпекулации и коментари во односи на какви ќе бидат фотографиите, колку ќе бидат чисти, колку ќе бидат јасни и така натаму. Да, треба да бидат замаглени во однос на оној кој што е совозач и така натаму, не треба да се гледаат нели тие факти од аспект на се небитен е фактот кој е совозач во рамки на утврдување на сторен прекршок за зголемена брзина, но битен факт е кој е возач. Американските најави за воведување тарифи за преземање на Гренланд ги засенија економските теми на Светскиот економски форум во Давос.
Американските најави за тарифи и превземање на Гренланд ги засенија економските теми на форумот во Давос. Во исчекување на пристигнувањето на Трамп во швајцарскиот скијачки центар, шефицата на Европската комисија му порача: одговорот на Европската унија ќе биде обединети во целосна солидарност со Данска и Гренланд. Нивниот суверенитет за унијата е неоспорен. Данокот на Трамп за 8 европски држави кои застанаа за Данска, фон дер Лајен го нарече грешка. And this is why we are working on a package to support Arctic security. First principle, full solidarity with Greenland and the Kingdom of Denmark. The sovereignty and integrity of their territory is non-negotiable. Second, we're working on a massive European investment surge in Greenland. We will work with Greenland and Denmark hand in hand to see how we can further support the local economy and infrastructure. Third, we will work with the United States and all partners on wider Arctic security. Американскиот секретар за финансии, пак кој е дел од американската делегација, во Давос пристигна со смирувачка порака: односите на САД со Европа остануваат силни. It's been 48 hours. As I said, sit back, relax. I am confident that the leaders will not escalate and that this will work out in a manner that ends up in a very good place for all, for national security, for the US and for Europe. Американскиот председател Доналд Трамп на својата социјална мрежа објави приватни пораки за кои тврди дека му ги испратиле генералниот секретар на НАТО Марк Руте и францускиот председател Емануел Макрон, во кои му даваат поддршка за достигнувањата во Сирија, но не ги разбираат неговите потези за Гренланд. Нова тема на маргините на форумот се најавува и средба Трамп-Руте. Во Давос и македонска делегација предводена од премиерот Мицкоски, кој најавува серија средби со представници на водечки светски корпорации и финансиски институции, на кои ќе ги презентира можностите за инвестирање во македонската економија со фокус на енергетиката и технологијата. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Да, во рамки на Светскиот економски форум во Давос, премиерот Христијан Мицкоски и владината делегација попладнево оствариле средба со секретарот за енергетика на САД Крис Врајт и с високи представници на светски реномирани компании, на кои им ги представиле можностите за инвестиции во Македонија во фокусот на енергетиката. Денес имавме, би рекол, многу успешни и инспиративни средби со голем број мултинационални компании. Теми кои што беа опфатени се темите од областа на енергетиката, здравството и високата технологија. Се разбира, од наша страна беа представени можностите за инвестиции во Македонија, во македонската економија, нешто што ќе значи додадена вредност за македонските граѓани. Но на кое што посебно би сакал да се задржаме вториот дел од денот, односно панелот за енергетика, каде што бев активен учесник и говорник, заедно со секретарот за енергетика на Соединетите Американски држави, господинот Рајт, панел на кое што учество зема буквално светското водство во енергетскиот бизнис, компании кои што доаѓаат од сите континенти, компании чии што обрти се движат во рамките на илјадници милиарди. Таму разговаравме за очекувањата и плановите за развој на енергетиката во годините кои што следат. Синдикалната минимална кошница за јануари повторно порасна и достигна 66.413 денари. Продуктите на мало се зголемуваат, кои 10, кои 20, кои 100 денари, без никакви контроли, без никакви мерки, едноставно граѓаните само си ги плаќаат овие цени, без притоа да знаат од каде се поскапувањево, дали се оправдани или не. Но како и да е, гледаме дека владата нема предвидено мерки, гледаме дека работодавачите не ги покачуваат платите и за таа цел Сојуз на синдикати на Македонија не само што ќе ги брка цениве по маркетиве да докаже со колку не се преживува месецот, ќе излезе до крајот на месецот на голем работнички протест, кој што најверојатно ќе биде и во повеќе денови, на повеќе места, а не се исклучува можноста да се донесе одлука и за генерален штрајк, како во јавен, така и во приватен сектор. Многу се паушални и неаргументирани наводите дека животот поевтинил или некои продукти имаат замрзнати цени, како што го изјавува тоа министерот за економија и труд. И така да нашиот апел е навистина да си ги проверат службите, цените и така натаму, а не да кажува дека животот е ефтин, кога гледаме дека не само на хартија, туку и во пракса е многу поскап него минатите години. И тука е крајот на овие вести, следните се во 20